Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин, Иван Пешевски. Добар ден и за вашите гледачи. Председател на Синдикатот на градежништво. Веќе во вестите споменав, го заборавивме, се чини дека го заборавивме и државата, институциите, оние кои се надлежни. Последниот смртен случај на градежен работник во Кисела Вода, Скопје. Вака, најпрви морам да изразам едно загрижување кон сите институции поврзани со секторот градежништво, меѓутоа и со другите трудоинтензивни дејности, кај што секојдневно статистички гледаме дека луѓето се повредуваат на своите работни места. Нажал, 31 човек минатата година не се вратиле дома после работа, односно имале повреда со фатален крај. Таков беше пред 2 недели случајот и со младото момче 34 години на градилиште во Кисела Вода, каде што за жал никој јавно друг освен јас од синдикатот и од Сојуз на синдикати на Македонија не спомнавме, не прашавме, не пробавме да дојдеме до друга некоја истрага дали има, дали нема, што прави семејството во меѓувреме и така натаму, а од друга страна знаеме дека изгледа ништо не се прави чим никој не излезе јавно да каже овој е виновен или работникот не требал да биде таму. Како што завршиле, за жал, многу такви случаеви, особено во секторот градежништво, излегле на крај виновни работниците. Се надевам дека овој случај нема да има таков крај, односно таков исход како што имаше нажалост ова младо момче да не се врати дома при фамилијата и двете мали деца, туку дека ќе сносат конечно 21 век сме одговорност тие што биле на градилиштето. Тука се од инвеститор и главен изведувач, односно лицето кај што биле вработените и повредените и загинатиот работник во редовен работен однос, понатаму надзорниот орган кој што бил за тоа градилиште, за таа дупка, за тој ископ, зошто се довела таа ситуација да имаме одрон во 21 век, кога знаеме како треба да се направи оплатак, знаеме како треба да се подраби, да се направи елаборат за безбедност и здраве при работа. Но уште повеќе загрижува инспекторот од општина Кисела Вода, кој што констатирал неправилности, а градилиште повторно било отворено и се работело на него, и на крај трудовиот инспектор кој што исто констатирал и кажува дека имало многу платни налози за казни и тоа градилиште не ги отстранило мерките за безбедност и здраве при работа, а и понатаму работело. Ние као синдикат се доведовме до прашање, добро, до кога ќе ни се случува тоа и нема потреба да бараме мораториум за сите градилишта. Меѓутоа, ако имате вие градилиште каде што никој ништо не почитувал во моментов, а бил на работа, требало таму, вака со камери, со лисици, да се затвори тој газда на тој објект и потоа да се испита зошто тој не ги тргнал неправилностите во делот за безбедност и здраве при работа, за да имаме денеска здрави и безбедни работници. Сето после несреќа или несреќа со фатален крај е залудно да се истражува, бидејќи ние нема да го вратиме овој работник на своето работно место. И за да биде трагедијата поголема, нагласувам колку вреди човечкиот живот. Дали една плата и тоа цицање на крв на работниците на градилиштата, на автопатиштата, мостовите, тунелите, или нешто повеќе. Ако се докаже па уште дека не бил осигуран тој работник, нема да ги добија фамилијата ни тие пари, меѓутоа да не предуцираме пред време. Сумата, во најобичните полиси за осигурување, оние 200 денари што ги плаќаат работниците при несреќа од работа, верувајте дека повеќе од 5000 евра за смртен случај никој не исплатил, меѓутоа тоа сите си го знаат и го потпишуваат и си го плаќаат од плата. Човечкиот живот толку чини. Тоа минимално барање, минимално барање за да се осигура. Па видете која е казната за човечки живот. И да има казна, тие казни се минорни наспроти обештетувањата на работниците при повреда или повреда со фатален крај. И инвалид да остане човек, знаете дека понатаму до крај на живот нема да може да работи, а ќе земе пример 10.000 евро таа полиса. И што понатаму ќе прави он или семејството. Немаме како во минатото еден систем каде што кој ќе загине работник се обезбедува дали стамбено прашање, дали работа на сопружникот, дали бесплатно образование на децата. Денес во приватен сектор нажалост тоа го нема и човечкиот живот е како свеќе, ако го истераш мандатот, да кажеме, на работа, работниот век, или како свеќица на кола, па ако не те бива, или ќе загинеш, или ќе те замениме со друг. Нажалост, никој јасно и гласно вака не го збори не само овој проблем, туку треба да говориме секој ден за работниците во приватниот сектор, особено на оние сектори што се убица број 1 и број 2, земјоделието и градежништвото, но
некако многу молчат и од трудовиот инспекторат, и од инспекторатот при општината, меѓутоа и од стопанските комори и работодавачите. Ако имаме такви газди што не им вреди човечкиот живот и може да го заменат тој работник со друг, тогаш јас велам не ни требаат ни такви објекти, ни патишта, ни ништо, ако под нив има крв и не се испочитувале одредени правилници и закони, она за што сме сите платени и должни да го сработиме во државата. Проблем е што нема контрола, нема инспекција и доколку постои инспекција, таа воопшто и не се почитува. Во овој случај се виде дека да. Ни надзорот, ни инспекцијата до сега не сноси одговорност, меѓутоа не гледаме ни светло на крајот на тунелот дека некој друг ќе сноси одговорност ако до сега тој случај не се расчистеше, а се знаеше дека таму е секој друг виновен освен момчето што загина на работното место. Пак ќе напоменам, мртво слово на хартија имаме 1 тон хартија во државата. Морално и одговорно тврдам дека и онаков каков што е Законот за безбедност и здраве при работа и подзаконските акти кои произлегуваат од него во вид на правилници не се толку лоши доколку се применуваат во целост. Ништо од ова немаше да се случи доколку и такви како во моментов што се испочитувале. И сега ќе седнеме на економско-социјален совет, ќе разговараме за нов закон за работни односи, за нов закон за безбедност и здраве при работа, а и ова до сега што е пропишано никој не го почитува. Проведува. Прво, тој работник никој не го проверува или констатира дали е во ред или не неговиот здравствен преглед од 800 денари што ги штампаат сите институции дека он е здрав за тоа работно место. Може и не бил здрав за тоа работно место. Второ, дали имал соодветна обука, верувам дека во приватен сектор 90% од работодавачите, чим не се ни во организација на работодавачи, ни во синдикат, не сака да дадат пари, немаат обезбедено ни елаборат, ни соодветен здравствен преглед, ни соодветна обука, ни стручни лица кои што треба за безбедност и здраве при работа, уште помалку па представници на работниците за безбедност и здраве при работа. И сето тоа допринесува да џабе пишуваме закони и подзаконски акти ако не ги применуваме. Во крајниот дел на сите тие закони и правилници ќе видите некоја казна од 200, 300, 500 евра и по тоа ќе видите дека на тој работодавач му се платува спрема цената на становите што ја продава да ги плати казните, отколку да плати и да вложи во безбедност и здраве при работа кај луѓето. Не кошта ништо повеќе од 1 квадрат во тој стан, доколку се запазиле сите овие закони и подзаконски акти. Доколку имал соодветна лична заштитна опрема, обука, да знаел дека може да одбие небезбедна работа, меѓутоа ова било ситуација каде што он сигурно немал време да одбие или не одбие работа, секој ден ги гледаме како работат нашите работници, пријавуваме, алармираме и сликата, верувајте дека не е подобрена ни од пред 10 години. Да. Секојдневно се случуваат луѓето да се повредуваат и да 31 фатален случај од минатата година. Значи нам не се случува кочани на година, на 2 и никој ништо не превземе. Јас пак ќе кажам, да не се фокусираме на закони и подзаконски акти, па дали требало вака да пишува во членот или онака. Спроведувањето на законите е во рацете на инспекциите. Дали е тоа во трговија пазарна инспекција или во градежништво трудова инспекција. Верувајте, капацитетите со што располага државен трудов инспекторат се мизерни и катастрофални. Значи немаме доволно инспектори ни по општините, ни во трудовиот инспекторат, а тоа мора итно да превземе државата како работодавач на тие луѓе, да ги подобри условите и платите и да ги натера да одат на терен да контролираат пред да се случи несреќа и повреда со фатален крај. Отпосте веќе се ќе ни биде залудно. Ова треба да ни биде едно опаметување кое што на нас велиме кочани, претходно имаше други трагедии, никако да се опаметиме и да научиме од сопствените грешки. Ја не знам што следно треба да се случи за некој да рече стоп другари, дајте да видиме што е во државата, како се гради, кој гради, со какви пари се гради, за кои услови се гради и каде завршуваат луѓето на крајот на денот. Каква е безбедноста, граѓаните можат да видат. Тешко дека некогаш сме виделе дека некој навистина носи заштитна опрема, соодветна заштитна опрема. Ама ги гледаме оние панели пред градилиштата, кои веројатно таква е законската регулатива, но тие не се си пишува таму, и кој изведувач и кој е надзор, меѓутоа и како треба да изгледаат работниците со таа заштитна опрема, дека тоа е. И ако инспекторот констатира дека некој не носи шлем и го казни 50 евра, нека констатира дека останатите работи во 90% не се запазени, ниту се знае елаборат, ниту се знае изјава за безбедност, проценка на ризик, здрави ли се работниците, пријавени ли се работниците. Да не заборавиме еден случај во Строг центар на Скопје,
кога се градеше Керамстор Diamond Mall, Лимак, најголемата градежна компанија во тоа време со турски работници, после година дена од кога пријавувавме дека имаат преку 200 работници на црно, се што прашавме беше работник на црно, загине исто 34 годишно момче од Република Турција за да констатираат дека има 93 работници на црно. Мислам, многу е, како да кажам, да не зборуваме по автопатиштата и колку работници на црно има од новите економски работници од Непал, Бангладеш и Индија. Дали тие се сите легално тука внесени, треба да се провери. Дали и таму може има пропуск во некој систем да најдеме нови странски работници непријавени, што ја за мене исто гледам и на домашен на странски работник. Сигурно тој не дошол на печалба во Република Македонија да загине или да работи непријавен или да работи во оние услови мизерни и плати кои што ги зимаат во моментот. Градоначалниците и општините ги даваат тие маркици за градење на објекти. На вистина дозвола за градење маркици вистинска експлозија на градење, особено во центарно и во останатите општини, и аеродроме, и кисела вода и секаде гледаме градежен бум, меѓутоа ако има потреба и треба да се гради, ја не сум да не се гради, нека се прават и патишта и згради, ние за тоа постоиме, но да се градат во строго дефинирани правила, не да се гради на кој како му текне или кој колку повеќе пари има за да земе поголема маркици или дупкава ќе ја направиме небезбедна, се надеваме дека никој нема загине. Ама еве се случува. Што правиме? Не може да биде потрошен материјал човечкиот живот наназад години и години да не опамети тоа. Тоа на кого треба нешто да се случи лошо за да се преструктурираме и да почнеме да ги почитуваме законите. Одите ли во Министерството за труд? Да, сега по ново економија и труд. Да. Одам и на економско-социјален совет, сум член на Националниот совет за пазара и знаете како алармираме, разговараме и јавно и тајно и не знам веќе како, меѓутоа се помалку некој сака да ја стави оваа тема на маса дека е повеќе од итна да се донесе нов закон, нови правилници, меѓутоа не онакви правилници што не се објавуваат во службен весник па не може да постапуваат инспекторите и казнуваат. Има тука еден тон недогледности и недоречености каде што затајува системов и се случува тоа што се случува. И има, верувате, експертиза во држава што може ова прашање осреди. И нека никој не кажува дека тоа многу кошта. Не кошта повеќе од еден човечки живот, а камоли од 31, камоли од минатата година, предминатата се извинам 25. Секоја година нас секојдневно некој ни се повредува, преку 2000 повредени имаме, па тие се на фонд додека се наболедување на товар на државата, трпи работникот, трпи семејството и не се опаметуваме дека треба да имаме здрав работник, безбеден, да ги изврши работните задачи и да обезбеди и профит за газдата и лепче за дома. Меѓутоа, ние гледаме само како овој гине и никој никаква одговорност не сноси на грб на профитиве, зградиве, становиве и кај завршува, да. Министерот за труд ги знае ли сите Мислам овие дека не е свесен и дека факти? не ги знае сите овие факти, или ако ги знае не превзема ништо, нек си превземе одговорност и он, и директорот на трудов инспекторат, и секој што се нафатил да води државна институција и функција, не видовме дека сноси било каква одговорност. Во случајов ни градежниот инспектор, ни надзорниот орган, ни инвеститорот, ни изведувачот, ни општинскиот, никој не излезе да каже другари овој е крив или овој навистина дојде време да сноси одговорност. Обвинителството треба да немаме ништо, мислам дека помина многу време. Ако чека да помине време за да се заборави случајот, ќе се заборави случајот. Но што сме научиле? Од еден смртен случај пак ништо нема да научиме. Ние човекот нажалост нема да го вратиме во фамилијата, но да се опаметиме да нема следно дете на градилиште загинато, следен работник возрасен. Работат луѓето многу нерегистрирани прекувремени часови за да достигнат одредена сума што ќе ги задоволи потребите да го преживеат месецот. Од 8 часа работа во градежништво никој не може да преживи и тоа е нажалост голем проблем. Гради патишта, мостови и оди дома изморен, доработува уште 3-4 сати приватно на црно и тогаш може да му се случи повреда и несреќа за да дојде до некој 50-60 илјади денари месечна плата за да преживее. Тоа е проблем. Или треба да отиде во пензија па пак да доработува за да купи чоколада на внуците. Ситуацијата е многу повеќе од алармантна. Ја не знам представниците на власт како гледаат гужва од 20.000 коли на грчка граница и мислат дека супер се живее. Или гледаат 10 полни кафичи на кеј денески супер се живее. Не се живее супер, другари. Тоа треба да знаете дека наназад години не се живее добро, а не сега. И дека треба многу повеќе од барем градежништво како главен двигател на економија и BDP да се даде на домашни компании, а не да гледаме како странци ни ги изнесуваат парите, а не градат ништо од тоа што
граѓанинот на крајот на денот го плаќа. Да. Колкава е платата на градежните работници? Статистички, ако гледаме, 38.000 денари во нискоградба и скоро 40.000 денари во високоградба. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е повеќе од мизерна плата за статистички да мислите дека ќе ги задоволи потребите на тие работници. Затоа доработуваат, затоа што наспроти таа плати било која што во моментов ја имаме до 35.000 денари, кошничкава отиде 70.000 денари и не стига една работа и една плата за да се преживее месецот. Прашањето е до кога? До 70 години, до 80 години, до гроб, не иде тоа во еден систем што велиме го градиме за Европска унија, аспиранти сме за Европска унија, сакаме достоинствена работа, безбедна работа, ако сакаме сето тоа, тоа чини. А чини на грб на работникот. Никогаш не видовме дека се скрати од профитот на работодавачите. Ако има правилна пределба, а не да гледаме едно Синохидро, кинеска компанија, која што дошла земала милиони од оваа држава да изгради пат. Од друга страна, статистичкиот извор, бизнис извор, како се викаше, да не ме сватат погрешно гледачите, 21.000 денари била платата. Па како исплатија за да биде 21 испод минималната, како им помина МПИНот за да имаат они таква просечна плата на ниво на работодавач или компанија. Луѓе со 300-500 вработени компанија. Сега една програмерска фирма има многу помал профит, а поголема плата за вработените, зашто тоа да не биде случај и во секторите кои што се трудоинтензивни, кои што навистина со крв плаќаат работниците за да обезбедат плата. Зошто немате средба со премиерот Мицковски? Тој постојано апелира и е прилично оптимистичен дека луѓето кои се иселуваат од државава и ги повикува да се вратат во оваа прекрасна земја. Да си кажам искрено, ние на повеќе пати сме се видели со премиерот и со вице-премиерите и со министрите, не е дека не се гледаме и дека не разговараме, меѓутоа се сведува на тоа дека е добро или дека ќе биде подобро, ама реалната слика на терен што ја гледаме и луѓето што ни доаѓаат во нашите канцеларии што немаат можност да го кажат тоа на премиерот, кажуваат нешто сосема различно, нешто што јас го говорам кај вас во емисија. Они сите се надеваат дека ќе биде подобро, но ние гледаме дека само тонеме во поцрна статистика, повеќе повредени, повеќе жртви, а не се опоравува работата. И оние први работници што дојдоа, кога видоа дека не може да го поминат месецот со тие плати, замина. Пак ќе кажам, не само платите, условите за работа, работата да се даде на домашни компании ако сакаме да закрепне нашата економија. Во спротивно само ќе гледаме одлив на големи средства пари во странски компании, загинати работници, голем профит на конто на некоја компанија, 0 денари во джебот на граѓаните и тоа ќе биде можеби во наредни 5 и 10 години. И да не кажува или министер за транспорт и врски дека ние шириме паника или дека киче во Охрид ќе го возиме, да ќе го возиме, знаеме, ама кога? Беше 26-та, сега е 29-та. Чинеше 500 милиона, сега се приближува на ке милиарда. Тоа пак го плаќаме ние тука, не го плаќаат они. И прашањето е само до кога. Не веруваме веќе ни на премиер, ни на вице-премиери, ни на една гарнитура, ни на друга, ни на трета. Поминаа години, ние веќе остаревме во тој синдикат каде што ги зборуваме овие работи, подобро утре за работникот не видов. Да. На крај сме, јас благодарам Иван Пишевски што бевте гостен во Аргумент. Благодарам јас на можноста. Благодарам што не гледавте, пријатно.